Парламентарното мнозинство на чело со СДСМ денеска уште еднаш покажа дека нема слух за проблемите и потребите на граѓаните. На денешната седница на Собранието на Република Македонија беше одбиен предлог на Законот за трговија на зелени пазари, кој го поднесува пратениците на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Овој закон, кој што СДСМ експресно го одби, предвидува престанок на важење на штетниот закон за трговија на зелени пазари, кој го донесе СДСМ без присуство на опозицијата. Свесни за штетниот закон кој што го донесува, СДСМ во пресрет на изборите се одлучија да поднесат закон со кој се предвидува одложување на стапувањето на сила на законот после изборите. СДСМ наместо да го реши проблемот на пазарџиите, само го одложува. Со штетниот закон на СДСМ се воведуваат казни од 1500 до 2000 евра и се бркаат пензионерите и хонорарците од зелените пазари. Законот кој што го донесе СДСМ директно ќе удри на најмалку 20.000 граѓани кои што екзистираат продавајќи на зелените пазари. Власта мора веднаш да престане со хајката по луѓето од зелените пазари, казните со 1000 евра и понижувањето на оние кои често работат. Овој штетен закон мора да се укине, а не да се одложува. Пратениците на ВМРО-ДПМН и на Коалицијата за подобра Македонија ќе бараат да се одржи и јавна расправа во рамките на Комисијата за економски прашања, меѓутоа и во рамките на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство, на која ќе би се изнеле разни ставови и решенија од страна на сите засегнати страни во овој штетен закон.